Со мене во студиото е Павле Богоевски, поранешен пратеник. Добро, се уште граѓански активист, Павле? Се уште се трудам. Сакам да те замолам денеска малку да отвориме една поширока тема која што се однесува на внатрешната политика, но ќе ја започнеме ајде малку со ова што е најактуелно. Денеска се очекува ВМРО ДПМН на своите централни органи да решава што понатаму со овој активен бојкот. Го ја слушав вчера изјавата на потпредседателот Николовски, тој вели дека ќе сумираат активноста во последниве 3-4 дена од како почна и да решат што понатаму. Што ќе биде понатаму, Павле? Што ќе прави? ВМРО ДПМН ја бойкотира Македонија, односно Северна Македонија, уште од 2016 година изборите, кога не ги призна резултатите и не дозволи формирање на парламентарното мнозинство со месеци, па знаеме како заврши тоа. Овој активен и официјален бојкот е само признавање на тоа што го прават со години претходно, значи собранието беше блокирано и пред долго време пред ВМРО ДПМН да најави дека оди во бојкот. Не знам што ќе биде вечер, претпоставувам дека ќе се чукаат порамо и дека ќе се фалат колку успешно успеале да ја блокираат државата и најзначените институции во државата во услови на најголемата криза запамтена во изминатиот пола век на тлото на Европа. И не очекувам ништо повеќе од тоа. Пак ќе бидат 4-5 коли на улица, па потоа ќе дојде потополден сабота, па ќе се соберат неколку илјади, тоа ќе го доживуваме повторно. Мислам, дава ли тоа резултат? Тоа и СДСМ го правил на времето, додуше бојкот не излегува од... Бидејќи видите, тука е целата разлика. Едно е вие да не признаете легитимитет на институција и да не пуштите таа институција. А сосема друго е да ја блокирате цела држава бидејќи не ви се допаѓаат резултатите од изборите. Тоа е тоа што го прави ВМРО. Е блокира цела држава поради тоа што не ви се допаѓаат резултатите од изборите. А прашањето за тоа дали ќе има возила на улица кај се собира народ, не би можел да ви одговорам, но мислам дека ВМРО ДПМН како политичка партија нема капацитет да мобилизира толкава бројка без тоа да биде поврзано со некое друго прашање, како што на пример беа протестите на наставниците, протестите на дел од јавната администрација и така натаму, односно партиски само ВМРО ДПМН да повика на протест. Мислам дека нема доволно капацитет за... Па добро, и тоа можете евентуално да го направите. Еднаш два пати ќе направи и ќе се истрошат. Па што е тогаш стратегијата? Бидејќи гледам дека се инсистира онакав дури ултимативно да се дојде на средба Ковачевски кој ќе се разговара за предвремени. Што е? Каде ќе води тоа? Бидејќи тоа веќе се... Значи повеќе од очигледно дека СДСМ нема да дозволи предвремени избори, се дека имаат над 60 пратени во собрание, нема да дозволат предвремени избори. Сега прашањето до кога ќе имаат, дали до крај ќе издржат со 60 пратени, е прашање кое што е многу потесно врзано со изборните реформи и се односите внатре во коалицијата, отколку што е врзано со ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН ќе продолжи да блокира. Нивната намера е да ги блокираат сите државни институции со цел да се обидат да прикажат пред јавноста дека владата предводена од СДСМ е нефункционална. Без да кажат дека причината за таа нефункционална всушност е блокирањето на самите институции на ВМРО од страна на ВМРО ДПМН и ќе се обидат да капитализираат врз основа на тоа. Меѓутоа штетата што ќе биде настаната врз државата и штетата врз граѓаните нема да може да се оправи со предвремени избори, напротив, тоа само ќе се продлабачи. Бидејќи видите, предвремени избори значат блокирање на државните плаќања. Во услови на криза, најпотребно е државата да биде ликвидна и да ги подмирува врските кои што ги има и да исклучува нови релации економски со фирмите во државата, за да може стопанството да функционира. Тоа е една причина. Друга причина, во услови на волку голема криза, каде што чекаат уште повисоки инфлацијски шокови, каде што чекаат уште поголеми безбедносни ризици, собранието мора да биде пофункционално од кога било претходно. Бидејќи политиките кои што се носат и што се применуваат мора да бидат експресно адаптивни на новите околности и на новиот развој на настан. Ама ако седите во опозиција, тоа ви се чини дека всушност и помагате на власта да остане на власт. И сега тоа на ВМРО се чини, всушност и помагате на државата. Погледнете ги на државите широм Европа, власта и опозицијата се обединети како никогаш претходно околу начините за надминување на последиците од војната во Украина.
Што значи сега ова? Бидејќи ги гледам дури и овие истражувања кои што ги прават и институтите на ВМРО ДПМН, она што е со години назад највпечатливо е дека таму всушност големото мнозинство од испитаници не сакаат, не знаат, не би гласале и така натаму, додека она помал дел потоа е разделен помеѓу партиите и јас дури пишувам и во денешната колумна, не е проблемот што СДСМ има понизок рейтинг од ВМРО, проблемот е што на ВМРО рейтингот не расте, а се во опозиција. Што значи целата оваа атмосфера? Тоа значи дека граѓаните се заситени. На кого ќе отвори тоа простор? Ако се граѓаните заситени, бидејќи во политиката нема вакууми. Две опции, нема вакууми. Целосно сте во право. Две опции. Прво е појавување на силна трета прогресивна опција, што најискрено Па има ги нешто такво на хоризонтот, бидејќи срамежливи најави тук срамежливи најави гледаме, но најискрено не гледам нешто доволно со доволна способност да го изведе тоа. И втората постражната опција е засилување на радикалните гласови на политичката сцена. Тоа го има гледано низ повеќе држави, поготово во Европската унија. Значи, кога се ствара тој вакуум, како што велите вие, вакуумот всушност значи намалување на волјата на гласачите да гласаат за естаблишмент партиите, големите партии. Бидејќи се незадоволни, промените се одвиваат премногу бавно за нивните очекувања и така натаму. И во тој случај или се појавува трета прогресивна опција, како што беше Хрватска, да речеме со коалицијата Можемо, или не знам, имаме и други примери во Европа, или се појавуваат радикални опции кои што ги собираат прилично голем дел од тие незадоволни гласови. Кај нас мала манифестација на ова што го зборуваме е огромниот раст на политичката партија Левица, која што отворено си игра со екстремите од двете страни на политичкиот спектар, се со цел да привлече што е можно поголем број гласови и гледаме дека тоа има ефект. Павле, бидејќи немаме уште многу време, сепак ме интересира локалните избори изфрлија една оригинерна граѓанска енергија, не дека и порано ги немале, меѓутоа независни листи, независни поединци во толкова број за прв пат. Што се случува 6 месеци потоа? Бидејќи не гледаме дека тоа на некој начин се трансформира во некој нов начин на владење, јас дури забележувам дека ако ВМРО ДПМН сакаше да покаже нешто ново, нели после ова значајна победа што има на локалните избори, до душа со рекордно ниски освоени гласови, повеќе се разбира од СДСМ. Не гледам дека нешто се случува после 6 месеци трансформативно на локално ниво, каде што ќе се види нов начин, нови политики, ново општење. Не е ли тоа, само да го доконтекстуализирам прашањето, не е ли тоа истиот кик што го направи СДСМ со своето, да кажем, со својот бран на граѓанско незадоволство кога дојде на власт, па сега тие се разочара, а ова сега после 6 месеци дури да бидам брутално искрен, кога станува збор за бранот на граѓанско незадоволство од 2016 и тоа што се случува понатаму, киксот не е само на СДСМ, дел од киксот е и на нас, граѓанските активисти кои што влеговме неискусно и наивно во политиката. Значи мора да бидеме искрени. Политиката, поготово политиката во Македонија, е толку сурова игра, што јас лично не можев да претпоставам дека на толку ниво се игра сурово. И мислам дека нешто слично се случува и на локално ниво со граѓанските активисти се. Значи, активистите, ние, јас во 2016 активистиве сега, желбата да се влезе и да се продолжи да се бориш низ институција е многу благородна работа и тоа е само за поздрав. Но кога ќе влезете внатре, кога ќе се соочите со таа машинерија, тоа е нешто ненормално и неочекувано. Предпоставувам дека машинеријата ги гаси. Затоа ние денеска имаме околности каде што, да речеме, Зелен Кумен град не се противи на намалување на буџетот на заштита на животната средина. Бидејќи кога ќе влезете више во таа машинерија, искусните партии, искусните политичари имаат толку ефективни механизми да го стишат вашиот глас, условно кажано, а на крај ако ништо не успее, па само ќе ви џвакат и ќе ви испрлат како... Добро, знам, ама не е ли тоа шанса всушност за самите постари партии да тие нешто се променат, бидејќи рейтинзите им се очино ниски. Ние немаме лидери со двоцифрен рейтинг, навистина се надевам дека големите партии
конечно ќе го. Ама тоа ќе конечно не се случува, Павле, еве не се согласувам. случува ни со ВМРО Се ДПМН согласувам. во опозиција на национално, на власт на локално ниво, не се случува ни со СДСМ. Се Мислам, случи па се намалува се темпото случи, со па се кое што намалува, се случува така е, да, да. со СДСМ. Се согласувам и мислам дека крајно време е партиите да се разбудат и да сватат дека сами, ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не можат да освојат и да одржат власт. оти да се навратам на ова сега што го прави опозицијата на национално ниво, тие добија шанса 6 месеци, еве, до сега на локално. Може би се 6 месеци малку. Може би треба да пречекаме. Но не гледаме никаква, како да кажем, оригинална енергија. Има еден двајца по, да кажем, активни градоначалници. И кои што се добри, да. Јас го спомнам. Ако се од Сигурно, ВМРО, се усеко треба да разбира, се разбира. Господинот Муцунски, бидејќи човекот се труди нешто да направи во аеродром, согласувам. така на поинаков начин, последен прилично депресивен мандат на тамошниот СДСМовски градоначалник. Меѓутоа, еве, ова еклатантна ситуација со градоначалничката на Скопје, која што покажува, Тоа е срамот. мислам, скандалозен начин на Срамот. немање желба воопшто да се Немање желба, немање капацитет, немање осети и невидена ароганција. А ироничното е што претходниот градоначалник беше условно Обвинет за кажано арогантност. изфрлен од фотелјата поради неговата ароганција. Тама Шилегов со сите негови мани кои ги имаше Работеше. многу и што на Работеше. крајот резултираше да си ги загуби изборите како што треба. Работеше. Не само што работеше, тоа да речеме дека граѓаните го оценија на изборите. Можевте да го добиете Во секој кога момент. сакаш за коментар, гостуваше, Да, даваше тоа е информации. новинарската страна, Ама граѓанската тоа е и работеше. јавната страна, Така, бидејќи ние така. немаме начин како со женава да искомуницираме. Па Тоа е едноставно одбор. разбрав дека во Инфомак секоја недела ќе Ма има. што е тоа Инфомак, Знам. мислам, Не, камон. ова го кажав као шега, Да. ова е многу Бидејќи слично отворете со поранешниот Инфомак. председател на Венецуела кога имаше по саат и по Хуго Чавес беше. Да, па тие беа по 4-5 по сати. 4-5 сати и он на телевизија отпушташе министри, разрешуваше, Тоа се викаше договараше. ало президенте. Баш Звонеше така, сега телефон, тоа малку дигаше пред моје телефон. време може беше, Јас, ама да. да. Да, сакам да кажем, ете таја симбиоза која што бидејќи таму на крајот на криштата во Советот на град Скопје председава еден пристоен човек кој се вика професор Трајко Славевски, со кого не би се согласувал. можете да, јас мислам дека е он пристоен цивилизиран политичар со кого можете да работите без разлика какви се политичките погледи. Сега таа градоначалничката и него го игнорира. Мислам што е исто така едно да кажем Граѓаните трпат на крај. Сашо. Граѓаните трпат. Граѓаните А што трпат. им останува сега на граѓаните? Ништо. Памет за следниот пат. Значи видите, Ама, еве- стапицата на 21 век, политичката стапица е популизмот и политичкиот екстремизам. Така дојде ВМРО да помена локални избори. Мислам, не ме сваќате погрешно, имаше катастрофални резултати кај дел од градоначалниците на СДСМ. Не можеме да го негираме, тоа и заслужено тие градоначалници беа променети. Но во Скопје, барем случајот не беше така. Тоа можам најодговорно да ви гарантирам. Предизвикот на 21 век е граѓанска и политичка едукација на луѓето. Знам, ама таа едукација како да се одвива во обратна насока, а не во вистинска насока, ако За жал разговараме и со тоа се согласувам. Добро, Павле, сега кога би сумирале се ова како што делува, на крајот на криштата ние да кажем, речи си неосетно, ни се случува еден голем продор помеѓу МПЦ и СПЦ. Очекуваме јавноста, јас не сум верник, меѓутоа Јас сум атеист исто така. Јас тврдам дека тоа прашање е поважно отколку само верско, па дури и не е само за православната заедница во Македонија. Исто така тврдам дека тоа не се само меѓуверски односи како е решавано прашањето, се работи за дипломатија која што години наназад се прави и така натаму. И сега такво едно, значи влез во НАТО, решавање се надеваме на МПЦ СПЦ. Сега сите напори се направија за Бугарија и така натаму, а на домашен план владата тера бизнес as usual, јас го нарекам тоа, кое не дава резултати такви какви што очекуваат граѓаните. Што е проблемот со оваа влада? Ова е прашање кое што бара повеќе часовна. Ковачевски релативно добро и оперативец е, работи човекот. Помина оној период помеѓу од заминувањето на Заев и потоа неговата промоција. Работи дали е тоа доволно он работи, ама моето искуство мало, колкава што е, покажа дека има една таква институционална инерција и отпор кон какви било системски промени, што колку и да имате политичка волја,
во најмала рака тоа е невозможна мисија, а во Дури најголема рака ќе ви треба чудо да направите вие. Дури и за врвната позиција, Дури и за екзекутивна? врвната позиција, самите институции ви прават отпор од внатре луѓето кои што работат. Менталитетот, начинот на работа е толку јако вкоренет во нашата општествена свест, што не може еден човек за 4 години да го промени тоа, уште помалку еден човек за 3-4 месеци колку што има тогаш можеби заслужуваме да радикална опција која што ќе почне радикално да се однесува кон тие структури. Не би рекол бидејќи така американците имаат една изрека throwing the baby with the bathwater. Така го фрлате бебето со водата за бањење, односно заедно. Значи, радикалноста звучи многу привлечно. Кога се појави еден човек и рече ја ќе ви речам све, ќе ви пресечам. Меѓутоа работите кои што ќе треба се жртвуваат за да се направат тие пресеци, најчесто се цивилизацијски достигнувања, човекови права, системски правила, кои што ако ги отфрлите, целиот систем ви се руши. Например, најмногу што јавноста би сакала да види, сега ќе се обидам да направам практичен пример за ова што го зборувам. По 2016 најмногу што јавноста сакаше да види беше цврсто и одсечно обезбедување на правда за ние што ги нарекувавме тие криминалци од ВМРО ДПМН. Тоа ќе значеше политичка ургенција во многу голема политичка ургенција во правосудството, апсења без никаква основа, ставање во притвор, судење и така натаму. Џабе се тоа кога со тоа вие целосно ќе урнисате презумпцијата на невиност, ќе урнисате правото на фери правична постапка. Тоа го разбирам бидејќи е мешање во друга власт. Но што станува со бројот на администрацијата, Павле? Што станува со реформа на тој сектор? Значи, таму се веќе 5 години се на власт овие. Не може со секоја влада ние само да додаваме луѓе. Јас не велам дека луѓето треба на улица да бидат исфргани, меѓутоа може да се направат некакви програми, може да се направат некакви кратења. Никој ништо не прави. Општеството во светот имаат правено многу поголеми програми за реедукација, пренасочување и така натаму. А све што треба да направите да дадете поголем пакет бенефиции на приватниот сектор за преземање. И така ги даваме тие бенефиции на различни начини. И така ги даваме без тоа, меѓутоа проблем е што човек кога ќе влезе партиски човек, кога ќе влезе во администрација, мисли дека животот му е безбеден. И дека тоа е тоа што треба да работи. Со тоа што сакам да видам многу јасен, јас сум имал искуство и сум многу квалитетни административци. Значи, нашата држава, тоа функционирање кое што го имаме, почива врз грбот на тие квалитетни луѓе, кои што работат и за овие што се клати врата зиме плата и да си дома или не доаѓа на работа. Павле Благоевски, благодарам за ова утринско брифирање. Очигледно дека некои од овие теми треба бараат вечерни термини со до сат и пол. Долги разговори. Ама ете, мислам дека е важно, особено затоа што очекуваме денеска опозицијата да ја унапреди оваа активна блокада. Тоа веројатно ќе биде за зимање улици, протести и така натаму, нешто што многу години поред сме гледале. Да видиме што ќе излезе од сето тоа. Благодарам уште еднаш, па се гледаме како рековме следниот пат кога најави нешто во текот на разговорот. Ќе се видиме кога хајде се милетно од памет, е важно. Јас ќе се видиме, договорено.